на следење или на казнената политика во однос на овие злосторници имаме сериозни недостатоци. Еден од овие примери со кои јас се соочив додека ја подготвував емисијата е за неколку случаи се вели дека иако им било наложено да мораат да се пријавуваат во одредени интервали во центрите за социјална работа, тие не го прават тоа и заради тоа немаат никакви казни дополнителни. Тоа е исто така сериозен пропуст. Тоа е еден круг во кој еден со друг може да ја префрлат одговорност и на крај детето да биде повторно жртва педофил. Да. Ако искуството говори дека педофилите најчесто 100% го повторуваат делото, а судиите не досудуваат високи казни, јас велам дури се плашат да досудат високи казни, а полицијата вели што по затвор можеме у секој момент да знаеме каде е да го гониме. А доживотен затвор постои во најгруба форма на повреда на дете, тоа е член 188 од Кривичниот закон. И сега се поставува прашање како да се реши проблемот ако педофилот на вистина, како Јове Костадиновски, по трет пат го повторува делото. Значи, доживотен затвор е таа превентивна мерка. Ние нека има и помала казна, но под услов да не го повтори делото, а тоа е дека треба да добиеме гаранција дека е излечен од институцијата затвор, се работело сигурно со него, или ќе му се стават специјални микрочипови локатори кај што полицијата точно ќе знае, и тој педофил никако не сме да биде у близина на детска институција или кај што има деца. Значи, тоа е многу на ликот во филмот му беше забрането да биде. Да. Ова со случајот Костадиновски, тој не се пријавил после институција на затвор на пуштање во центарот за социјална работа. Никој не знаел ни кај се следи и замислите да бидат жртва штитеници од 11 октомври, деца кои се случило да бидат одсутни 23 дена без знаење и одобрување на раководството. Тоа што не превзема одговорност раководството е проблем на директорката, но детето било 23 дена одсутна и основниот суд во Штип досудува за прв пат во Македонија 15 години казна. Ние реагиравме и баравме јавниот обвинител да обжали одлуката затоа што сметаме дека тој силуваш треба да добие доживотна казна. Јас мислам дека можам да дадам прилог на ова што драги Змејан сега зборува за следењето и како да речеме некој follow-up на, сега да не користам англицизми, ама да, следење, зашто следење да не биде следење, пратење, како се вели тоа, да се следи злосторникот и постпенално и кога ќе излезе од затворот. Тоа е многу битно и ми доаѓа блиску до она што литературата го зборува за третманот. Третманот треба да биде бихевиорален на ниво на однесувањето, да се контролира однесувањето, да што имат меѓу другото и проблем со импулс контролата на нагонските импулси кои што ја усмеруваат на објект кој што е детето. Ако ние, општеството се погрижи за тоа да имаме навистина следење, во светот постојат така наречени повторно англосаксонски термин, Child Protective Division или детски заштитни дивизии или ова оддел, кога би му дале на крстен или малку повеќе од врзане раце да работи луѓе кои што ќе се специализираат за тоа и ќе бидат екипирани, а нема да работат и на социјална поддршка и на сите други работи кои што им се голем баласт на социјалните служби, ама ова екипа кој би можела биде и мобилна и да го следи тоа, тука ќе има и психолог и ако го контролираат однесувањето на злосторникот, тогаш можеби ќе можеме да избегнеме доживотна казна, што вели би избегнале, би можеле да не зборуваме. Тоа е проблемот, значи ние мораме да ги условуваме, однесувањето на овие луѓе кои што имаат потешкоти со ова. Може ли некаков регистер на тие злосторници да заврши некоја работа? Да се регистрира, да се следат, да се такво нешто постои во полиција сигурно, само што прашањето е условувањето да оди на третман и да иде кај тие офицери. Да биде само еден дел. Веројатно, Зоран, мислиш да има регистар, дури на интернет да бидат сите педофили обзнанени, да знаеме дека тој не е некој сосед и да бидеме внимателни детето да случајно да не биде. Па сега ја не знам дали тоа е секогаш проблем со човековите права. Знам дека е проблем, ама ти сега ако нема сигурен третман, ако нема сигурен надзор, ако нема доживотна казна, тој е на слобода. Не, можеби нема потреба на таква јавност и јавно драконско судување на овие луѓе ако веќе имаат некаков проблем кој што има реперкусии страшни на децата. Јас се слагам, јас ги осудувам, апсолутно, да не биде дека јас нешто тука релативизирам. Но во секој случај, ако ние го затегнеме малку системот, ако дозволи нашето општество да социјалните служби, здравствените служби, невладениот сектор ни дадат малку повеќе ингеренции и ние ги условуваме овие луѓе да се јавуваат. Доволно да се јавува еднаш во месецот или еднаш во 2 недели да се јави на психијатар, а да социјалниот работник има можност да намине секогаш по некаква службена должност да намине да го провери или да му се јави па да каже, да биде тој
еве, некоја идеална ситуација да биде и вработен, па да и работодавецот знае за тој проблем, па да го контролира. И сите тие работи, кога тоа би некако би се средило, веројатно би можеле да се следи процесот на некакво да им даде померање. на педофилите слободно се движат. Па, добро, не мислеше така, сигурно. Ја мислам да помогнеме да не се случува повторно Да, тоа. цело време говориме дека он го повторува делот и не може да се воздржи да силува дете, дека тој всушност хемиска кастрација не е хуман. Не го повторува делото сега затоа што ги немаме сите овие предуслови за кои зборуваме сега. Дали да ги затекнеме бидат институциите следени... на системот, граѓанскиот сектор, или да го мобилизираме граѓанството, пред се родителите, точно да знаат кај му е детето, со кого е детето, да ги едуцираме децата да не влегуваат во кола, да не разговараат со непознат, да не примаат подароци, да има едукативни програми во училиштата, центрите за социјална работа да имаат увид во дисфункционални семејства, полицијата брзо да интервенира како што имаше случаеви, казните да бидат минимални високи и да бидат под строг надзор под напуштање на институција затвор. Тогаш нека немат доживотен затвор. Господин Мањановски, има ли центарот доволно капацитет во однос на луѓе, обученост, професионалност, друга инфраструктура, се што треба, за да можат сите овие предуслови да бидат задоволени? Ја само една парафраза од Фройд, познатиот Фройд, вели, во една прилика рекол во своите забелешки, а што неверојатно се однесува за денешното време и сегашниот момент. Вели, сега све знаеме, меѓутоа не знаеме зошто силувачот силува. Навистина е прилично индикативно. Центарот, да се навратам на вашето прашање, како кадар го има. Меѓутоа, кадар кој, по моје мислење, нема некоја навистина строго специализирана обука за оваа проблематика. Ние долго се обидуваме да, како што и Тони рече, во нашата земја, знаете, многу е тешко да се работи со овие луѓе, ако не е со наредба, односно закон, упатени да бидат кај нас. Уште потешко е да се работи со децата, на кои неверојатно во нивната свест е влезено она што им се случило. Не сум новинар, ама сакам да го прашам Крсто. Да, повелете. Што ќе се случи со детето, жртва на сексуална злоупотреба по 16:30 часот? Кај ќе се згрижи кога центарот ги заклучува вратите во 16:30 и луѓето се отидени дома? Кој ќе го згрижи? Да. Кај ќе се згрижи? Кој ќе го прифати тоа дете? Мислам, еве, ја немам одговор на тоа прашање. Мобилни се во време кога се на работа. Тука се кога се на работа, но кога не се на работа, ја не знам. Најави дека ќе продолжи. Не, видите, да ви кажам, мислам да не бидеме екстремни. Тоа е 16:30 на вистина е време за некоја нормална работа. Меѓутоа, лично и јас, а и колегите, не се случило да не се остане во вакви случаи. На вистина, затоа што нашите телефони се пријавени и во Министерството за внатрешни работи, нашите телефони ги имаат сите скоро. Има центарот овој тип телефони 0800? Не. Меѓутоа има нормална централа каде што со поврзување за било каква проблематика што е во ингеренцијата на центарот може многу лесно да се дознае. И јас сега имам едно чувство и морам да проговорам за нешто како доживам, да не бидеме премногу дефетисти во однос на некаква можност за помош на жртвите, особено на жртвите. Жртвите на сексуална злоупотреба децата може да им се помогне. Тоа е, како што вели Крсте, една, како да кажем, една траума од висок степен, психолошка траума, но често сето тоа може да закрепне така добро да не остави никакви последици за психолошкиот развој понатаму. Сега, повторно, јас внимавам да не го джастифицирам, да не го оправдувам, да не оправдувам злоупотребата, него да дадам надеж за тие семејства и за тие деца. Навистина може со поддршка. И особено е важно, се враќам малку назад, затоа што отидовме малку во тоа дека немаме ништо и ајде да запреме тогаш да запреме емисијата, не можеме ништо да направиме за децата. Не, може да се направат многу работи.
Едно од работите е да го стегнеме малци семејниот систем, да размислуваме во семејството, како да ги научиме децата дека тие имаат своја приватност, дека ова се приватни делови на телото, дека никој не смее да ги убедува, да ги допира, никој не смее да им влезе во его простор, нели секој од нас има еден личен простор во кој што не смее. Не ни е пријатно кога се доближуваме, па така и децата. Треба да ги учиме дека за тоа имаат право, дека ни еден авторитет, колку да е голем, нели колку да е некој чичко, колку да сме ги училе, слушај ги постарите, за такви работи не треба да ги слушат и треба да кажуваат. Значи да прозборуваат, да ги ослободуваме. Тоа е дел од превенцијата. Училиштата, тоа се мајките и татковците на нашите деца. Таму се по 7-8 часа. Ние работевме многу со едно наше невладино здружение кое што се работува и со Драги и така натаму сме работеле на таа едукација и на наставниците. И наставниците се навистина приемчиви, луѓето кои што се многу со нашите деца и може да помогнат. Тие најчесто ги забележуваат. Педагозите, психолозите од училиштата се прекрасни луѓе на кои што треба да им се посвети малку повеќе внимание, да им се даде вистинска улога во училиштата. Ги имаме како мрежа, треба да ги користиме. Наставниците сами, класните раководители, тие све гледаат, тие го забележуваат детето катадневно. И така да треба да зборуваме за тоа, зашто тоа супортивно окружение може многу да му помогне на детето. Може никогаш да нема ни потреба да стигне до психолог, до психијатар. И затоа треба позитивно да разговараме за тоа. Злосторниците се друга приказна. За злосторниците јас останувам на тоа дека навистина сексуалните злосторници имаме проблем со било каков третман модел, но не треба да одиме до крај да речеме никако, не, да ги обесхрабриме. Напротив, ваква емисија нека ги охрабри оние што сакат, нека повела на клиниката за психијатрија можеме да поразговараме за секој проблем. Секој проблем е на некој начин или некаде решлив. Секој црн тунел, колку да е долг, на крајот може да има светлина. Добро, ајде да го мобилизираме тогаш Министерството за труд. Имаме конкретна соработка со Верче од Центарот за социјална работа и ке 10 години имаме предлог, ние ги остапуваме дел од нашите простори. Верче од Центарот социјални работи. Значи сме детектирале потреба за затварање на прифатилиште. За деца жртви на сексуална злоупотреба, кои ќе бидат згрижени на одредено време. А таа потреба не може никој да ја спори зашто го нема тоа прифатилиште. Ја прифаќате ли таа иницијатива? Апсолутно. Тогаш ајде да го мобилизираме Министерството, нека подржи една таква активност. Жртвите на одредено време нека бидат згрижени за едноставно да бидат заштитени од околината, од потенцијалниот силувачот и така натаму. И после тоа ќе разговараме со Центарот да му најдат трајно решение, дали ќе го вратат назад во семејство, ќе го отргнат силувачот, дали ќе го дадат во дом семејство, дали ќе го дадат. Треба системски да се работи. Јас повторно кажувам и не сакам да бидам неразбран, дека на вистина детето по 16:30 часот нема институција која може да го згрижи, да го спаси, да го отргне, да го заштити, да го стави во некоја сепак е тоа важен момент, дека никогаш не знаеме кога ќе почувствува детето потреба да се јави и да побара некоја помош. Да не занемариме. Не збориме пак да го тргнеме детето, да го спасиме детето, да тргнеме мајката, а да го оставиме злосторникот. Зошто не го тргнеме злосторникот? Па да го тргнеме од тој дом злосторникот. Не, ја реков, извини, кога сте рекол да го тргнеме или ќе се пријави времено. Со тоа што потенцирам да не биде случајот ЗС од Велес, каде што наместо мајката да ја дадат на третман, идеше во невропсихијатрија, знае Новотни и Марија Ралева, па детето го третира, наместо да ја третираат мајката и детето идеше по институции. Ја не велам тоа, јас само кажам дека првиот момент да биде у тој дел да го заштитат, а потоа ќе се работи и со насилникот, и со детето. Сигурно ќе му се обезбеди на детето соодветни услови. Дали ќе биде пак, велам, дом семејство, дали ќе го вратат назад во семејството, ќе добие подршка од најблискиот, можеби силувачот ќе биде на третман. Дали ќе му дадат институција детски дом 11 октомври или во секој случај претпоставувам дека потреба е, потреба која треба детално да ги предвиди сите елементи со кои ќе се превенира, ќе се затоа што ако нема таква институција, сега ја продолжувам, детето е приморано да остане во семејството, како многу жени што остануваат да бидат жртви на семејно насилство поради економски причини, поради тоа што нема кај да се згрижи и така натаму. Зошто детето да не му се даде на таква можност? Бидејќи сме пред крајот на